Значи, и кога он е директор, ја и он разговараме како да се објават досијата на УДБА. Бидејќи остана процесот на лустрација и процесот на расчистување со тоа минато незавршен. Луѓето бараа да видат што има таму. Сакав да го пролонгираме за понатаму ова, бидејќи јас имам различен став од вас. Океј. Ја мислам дека сте вие возобновени, можеби не од УДБА, повеќе од КОС, би рекол. Зборите за ВМРО-ДПМН? За ВМРО-ДПМН. Знаете, ако сте возобновени, не ве следеле, ве контролирале. Дали сте на прав пат, дали скршнувате. Тука ни се разликуваат ставови. Тука се. Малку ќе се судриме. Тука се разликуваме, ама тој ми е многу битен дел на емисијата и би сакал и подоле тоа, нели, кога дојме за темните страници на УДБА. Кога сте прв човек на државниот архив. Да. Еден дел на архивата на Лазар Кулишевски завршува. Во МАНУ. Во МАНУ. Не е во државен архив. Но вие сте вклучен? Не. Немавте допир до таа архива? Јас сум ја видел. Знам каде е, но како сум ја видел, тоа е, нели, моја работа. Инаку, целата архива по барање на Кулишевски е под клуч во МАНУ, каде што се сите спомени оригинални во прво издание на војводите на ВМРО. Во прво издание? Да. Он имал личен библиотекар, неверојатна библиотека и неверојатна архива. И мислам дека е кондицио sine qua non. Услов без кој не се може да се исцрта историјата, ако не се земат во предвид да се проучуваат. Во најмала рака се да се дигитализира и да се објави. Има гаранции дека таа архива на Лазар Кулишевски не е злоупотребена? Не знам. Веројатно нема. И дали Никола Груевски, бидејќи тогаш е премиер на влада, Никола Груевски, има контакт? Со кој? Или допир со архивата на Лазар Кулишевски? Не знам. Не сте му реферирале на Никола Груевски за таа архива на Лазар Кулишевски? Не, за мене беше чудно, меѓутоа има можност кога се предава личен фонд, дури и во архивот, да се заклучи фондот. Значи ја го предавам мојот животен фонд и велам ќе го чува државниот архив, но без дозвола од семејството не може да се користи. Тоа е со печат, со восок, со жик, како, на кој начин? Како да ти објаснам? Неговиот фонд е како 3 вакви станови во кои што снимаме. Толку голем, можеби и 5. Тоа што јас го знам како легенда, не знам дали е точно, тоа што ми е кажано, е дека цел живот библиотекар работел на средување. Таму тоа што го видов се сите можни документи од Сојуз на комунисти на Македонија, Сојуз на комунисти на Југославија, записници од состаноци. Значи, ако се прави скица на Сојузот на комунисти на Македонија или на силите кои што ја владееле државата во тоа време, најверојатно сите битни точки ќе се најдат во неговиот фонд. За мене е непознаница, енигма, зошто државата не се спогоди, договара или било што со семејството негово, да тоа се истражи, класифицира, детализира, индексира и објави. Како што знаете, Мицковски беше на промоција во социјалистичка партија, нели, на монографија за него. Што значи со оној Ѓорчев. Не само тоа, Маријан Ѓорчев има неколку интервјуа, вклучително и тука во емисија во Центар, каде што доста, што би рекле бугарите, благонадежно или со респект, се однесува кон ликот и делото на Лазар Кулишевски. Тоа за мене е малку чудно. Например, јас тамо видов многу поголем сентимент кон ликот и делото на Лазар Кулишевски, споредба со Тодор Александров, Ванчо Михајлов, Христо Татарчев и така натаму и така натаму. Што нели беше мало изненадување за пошироката? Мало. Или малку поголемо за пошироката. Значи, ако сте десничар, ако ја познавате историјата, тоа не е мало изненадување, тоа е шок. За ВМРО-овци тоа е невозможно како прескок. Но ако зборувате од аспект на историја, на наука, на, ајде да речеме, можеби условно и патриотизам, вие морате да ги земете во предвид сите работи. Не можете
од историјата да земете што ви се допаѓа, а што не ви се допаѓа како на шведска маса, да не го земете. Мора се да изанализирате.